И следуваат неколку минути интересен разговор во бекстејдж, а ние ве поздравуваме од Specialty Coffee 7 грама еспресо во Аеродром и овде малку ја донесовме во нивниот преубав двор во летна атмосфера да ужива Драгана Спасовска. Секогаш кога ќе ја начекаме во Скопје, ја каниме во бекстејдж, бидејќи не мируваш, постојано си активна и сакаме да провериме што ти се случува периодов. Добре дојде во бекстејдж, Драгана. Добро ве најдов, многу ми е драго, Тања, да ти видам гостинка, веќе како дома се осеќам. Баш ме начекавте пред да заминам, утре ќе патувам за Кан и сега ќе имаме едно добро жешко интервју. Велат во Рашчекор, кога ќе те фатиме помеѓу едно и друго патување. Фала, сега ќе научам и јас така да се изразувам. Во Рашчекор ме фативте. Битола има таква дискотека, знаеш? Не знам. И па да те носиме таму малку да се журкаме во Македонија. Ајде, бујрум нареден пат. Живееш во Дубај, но патуваш, речи си, низ целиот свет. Кои се твои три топ летни дестинации ако треба да избереш од прво кон трето место или од трето кон прво, како милуваш? Па дефинитивно Ибица, Миконос и можеби Сен-Тропе. Тоа ми се трите места што ми се фейворит. Добро. И баш во тој контекст ми гледаш како да ги насетувам некако одговорите. Имам подготвено прашање. Вели Миконос или Ибица, ако мора да одбереш едно од овие места, каде би го поминала остатокот од летото, кое би било од овие две и зошто? И направиме таму една паралела помеѓу Ибица и Миконос. Јас сум била и на двете и додека не сум стапнала на тие острови, не сум можела да замислам како точно изгледаат. Сега веќе ја знам разлика. Па искрено, можеби прво би ја одбрала Ибица и сега ќе кажам зашто. Затоа што Миконос веќе 7-8 години подред секоја година одам тамо и можеби ми се има досадено, додека Ибица ова ќе ми биде четврти пат. Некако мислам дека има, пошто јас верувам во енергијата премногу, како што ти има ми кажувано дека на Бали најмногу се осеќа енергијата, така има нешто и на Ибица, мислам дека на тој остров има некоја многу силна енергија. Помеѓу двете места има голема разлика затоа што Ибица е повеќе night time, а Миконос е daytime. Значи повеќе денски има забави, плажите забави. Да, нормално Принципоте, Намос, Алемаку, сите тие места диџеј повеќе денска шема, додека Ибица јас сакам денот да го поминам без журки, без галама, да го поминам онака чилинг на плажа, на базен и вечерно време да излезам. А секако и најдобрите диџеј, мојот омилен диџеј е резидент на Ибица, тоа е Анима. Исто така добро Black Coffee пушта и на двете места, но журките се Universe и High дискотеките се многу топ. Сега имам едно многу важно прашање. Вели што е подобар одмор за Драгана? Романтично патување со момче или лудо летување со неколку најдобри другарки? Што би одбрала, во што уживаш или да направиш, или можеби сакаш од двете помалку, сега не знам јас. Па еве ти веќе не знам по кој пат имам интервју, ајде ти кажи ми вака како што ме познаваш, што би одбрала јас. Ама знаеш дека ова е за мене тешка задача. Ајде да пробам сега на среќа. Лудо летување со најдобрите другарки. Нормално. Со најдобрите другарки летувам и Сен-Тропе ќе одиме заедно, Кан ќе одиме заедно, Монако бев исто со пријателки. А види романтично патување, ако си заљубен и си во врска, тогаш можам да ти одговорам, можеби по друг начин би го одговорила. Сега за сингл, личност како мене, би определила да патувам со другарки и да имам лудо и незаборавно лето. Сега, во контекст на лудо и незаборавно лето, како изгледа еден совршен ден на Драгана Спасовска на плажа? Дали си од оние кои што лежат со коктел во рака или си постојано активна и постојано сакаш нешто да се случува? Па искрено да ти кажам, не одиме по многу мирни места за на плажа да лежам со коктела, повеќе одам по како парти места, да речеме како Багатели, Верде. Тоа е искрено, журка има, денски станувам, одам на ручек, добра храна, добар провод. Вежбање, исхрана, естетски корекции, разубавување. Кажи ми, каде е границата помеѓу природното и естетиката? Или едноставно сметаш дека секој треба да си прави нешто што го прави посреќен, посамоуверен, поисполнет?
Види, ти можеш да имаш и многу операции да изгледаш многу природно, да имаш baby face, да изгледаш природно. А све што е too much не е окей. Исто така можеш и да немаш операции, а да имаш огромни ногти, да имаш огромни трепки вештачки ставено, да имаш шминка, тапирана, како се вика, тапирана коса. Коса тапирана, да. Тапирана коса и да изгледаш извештачено и да изгледаш со 20 години плюс. Така да секој да си прави тоа што го прави среќен, како сака нека изгледа. Јас не најмалце не сум тука да судам, јас сакам девојката, јас сакам да тоа што е убаво на секој му е убаво и секој сум тука да дадам комплименти нормално и секој сакам да ги поддржувам жените, кога ќе видам убава жена, давам комплименти кој како е облечен, но не гледам ништо лошо ако некој има интервенции естетски. Чисто на нашите интервјуа на бекстеж доаѓаш спортски облечена. Дали е тие спортски комбинации се твојот омилен стил и ме интересира дали си шопинг холичарка. Никогаш не сум те прашала тоа кога ќе поминеш покрај убав излог или пак едноставно сега на телефон си е достапно онлайн, дали често нарачуваш, дали ти стигнуваат пратки ностоп кога си дома, дали в Скопје, дали Дубај, неважно. Предходно премногу бев, пред неколку години бев стварно шопахолик и мислам дека 90% од парите ги трошев на шопинг. Немав нарачено никогаш предходно онлайн, пред да ја направам операцијата, немав нарачено затоа што сакав да влезам во продавница, ете во тие брендираните поскапи продавници што се да влезам, да ми обрнат повеќе внимание, да испиеш едно кафе, да пробаш, да видиш кој како стои. Додека сега искрено повеќе нарачувам онлайн, затоа што и полесно веќе знам како ми стојат работите. Кога ја направив операцијата, телото нормално ми се измени и веќе нарачувам онлайн, а и не сум и да ми се свиѓа нешто. Мислам, ако нешто премногу ми се свиѓа, нормално ќе го купам, но не сум на секоја цена како минатите години да отидам негде на одмор и прво доаѓање да ми биде да влезам Гучи, Долче Габана или не знам која продавница. Сега тоа ќе ми остане на крај. Значи, ова е мојот стил на облекување. Јас сум како Ким Кардашијан, еве пак да ја спомнам, по-спортски тип. Во секојдневието, денски, никогаш нема да ме видите фармерка, фустан или штикла. Јас вака се облекувам, а вечерно време да, некој малечки штиклички, но пак тоа ќе биде спортски елегантно. Нема да биде некој бални фустани или не знам. Драгана, јас ти благодарам што како и секогаш беше искрена пред објективот на бекстеж. Ке ти посакам убав пат во Кан, да ни донесеш некој магнетче, а кога ќе дојдеш тука ние на ручек те водиме. Ама што забораваш дека повторно одиш таму? Не, јас нарачката е на време, се извинувам. Нарачката е на време, не, викам заборавам, мислев дека можеби предходно ми го имаш тоа кажано за магнетчињата. Не, јас не. Види, добро, да, може некој друг и сум заборавила. Фала ви, искрена најдобра емисија, секогаш ми е драго, ти имаш многу добра енергија и топ. На сите ви посакувам, имајте едно незаборавно лето, помалце осудувајте, помалце гледајте што има комшијата, повеќе фокусирајте се врз вашите животи и летото ќе ви биде топ како што и моето. Машалла.